Не си вдовде, така? Не. Сладка си, ке се снајдеш. Мајка ти ми се јави. Што сакате, не ми е јасно. И ветив дека ќе те пазам. Не сум детиште што избегало од дома и ќе дојде после 3 дена. Сите ние имаме барем една дарба. Која е твојата? Ајде бе, насмеј се малку. Еднаш ки излезам како човек. Добро, окей. Мими, што ти е? Прекини! Не сакам да изгубам. И тебе. Изедов малце кјотек. Амалијов? Да не беше ке се заковивме до сега. Што ме гледаш? Си викаш како може оваа да е мајка? Стварно мислиш дека јас сум ти крива за се? Немаш поема. Колку беше лесно. Трейлерот кој што го погледнавте е совршена најава за последниот разговор во студиото 3 на македонската телевизија, македонскиот долгометражен филм Мими во режија на Даријан Пеовски, продукција на Скопје филм студио, на репертоарот на скопските и киносалите низ Македонија. Што носи приказната за Мими и зошто треба да поидеме на кино? Одговори добиваме од Даријан Пеовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, супер, јас сум тука пак. Македонија на утро. Дискутиравме пред почетокот на утринската програма дека не сте ранобудник, дотолку повеќе сум благодарна што одвоивте простор. Не, работа, не за никаков проблем, тоа беше шала само. По 3 дена во септември втор долгометражен филм во ваша режија кој што го чека судот на публиката. Верувам посебно чувство и стрес е процесот на правење на филмот. Уште поголем стрес е кога треба да дојде да го оцени гледачот. Па правењето е еден тип на стрес за кој што е малце глупаво да се жалам, бидејќи можам само да бидам благодарен што до сега снимив 2 долгометражни филма, инаку дека е физички напорно, ама тоа си доаѓа со работата, што се однесува до стресот дека води во кино, апсолутно да, затоа што филмот е медиум за публика. Тоа не е уметност која е елитистичка, туку е нешто кое што треба да искомуницира со публиката, без разлика дали е филмот комерцијален или е по авторски. И затоа сум и малце по напнат периодот, мислам, не напнат во позитивна смисла, дека ќе се соочи филмот со публиката. Наредни минути сакам да ги заинтригираме малку гледачите зошто да поидат во кино, дискутирајќи за приказната. Велите, психолошка драма за девојка која потисната од родовите предрасуди од родниот крај доаѓа да живее во Скопје, каде се запознава со екстравертната Сара и меѓу нив се раѓа пријателство кое набрзо преминува во обсесија. Една реченица со многу загинетки. Која е приказната на Мими? Па, да не го повторам ово што го прочитавте, меѓутоа Мими е приказна за ликови кои играат улоги во своите животи кои не ги одбрале самите. Добре. И затоа ги одбрав токму да бидат и жени главните ликови во филмот, бидејќи често пати жените се соочуваат со такви, премалку зборевте на слична тема, се соочуваат со такви проблеми кога обично на жената е доделена улога која што треба да ја одигра во собствениот живот, која не е одбрала самата. Дали да биде мајка, дали да биде кариеристка, дали да работи, дали да не работи, кога ќе се мажи и така натаму. Така што преку тоа сакав да дадам една, да биде како метафора на ова време што го живееме и на лицемерието и лажните пријателства кои постојат во денешница, во овоа гласно време кај што секој со секого се надпреварува на приватен и на професионален план. Што се однесува до Мими, до главниот лик, како што кажа, таа заминува од својот роден крај, од внатрешноста, сакајќи да почне нов живот во Скопје, да заборави на своето минато во малата средина. Меѓутоа, токму пријателството со Сара и како повеќе го запознава градот, толку повеќе наместо да ја отрне ја соочува со минатото од каде што дошле. Филмот е во копродукција со Хрватска и Црна Гора, ако не грешам. Меѓу другото, голема екипа работеше на него, многу звучни актерски имиња се појавуваат. Па да, меѓутоа што се однесува до сепак ова камерна приказна. Мислам можеби малце пораскошно раскажано бидејќи имав услови, меѓутоа филмот е 100% низ очите на Мими, практично Наталија Теодосиева во секој кадар на филмот.
Она што е убаво е што сите споредни актери, целиот актерски ансамбл е навистина искусен и вака кога ги прочитате навистина звучи импресивно. Меѓутоа сум задоволен од сите од прво до последно. Филмот се снимаше во период на актуелна пандемија, кога имавме рестрикции, иако се уште живееме пандемија, но без рестрикции какви што имавме пред година и половина. Сериозен предизвик да се заврши еден ваков проект. Како течеше снимањето? Па секој снимање Со има низа нешто, ограничувања, да. секој снимање има нешто по кое што ќе го памтите, подобро или полошо. И ово снимање ќе го памтат по ковидот, за жал, ќе го памтам бидејќи навистина освен тој момент, освен тој притисок се беше друго навистина комотно имавме време, имавме план, имавме услови да направиме све што сакаме. Единствениот проблем беше што тогаш се случи тој втори или трет бран, веќе заборев кој беше, меѓутоа беше еден од најсилните. Немаше протоколи за работа, моравме ние да изготвиме, односно продукцијата, па да аплицираме во влада или во комисија за заразни болести, по да одобрат. Моравме да носиме маски сите цело време, освен актерите. Така да беше тоа еден притисок, плюс имаме многу сцени со статисти, со луѓе во затворени простори. Така што беше малце така, имаше притисок. Да, Меѓутоа го направивме, плюс 5 недели трае снимањето траеше, така што Вие во константен стрес сте биле и тогаш и сега. Во константен, не, сега сум окей, не, ова е друг стрес. Прикажувањето односно судот на Не, публиката, меѓутоа проблем беше не само на снимање, но и потоа постпродукција кога многу луѓе работат од дома и едноставно работите се движат малце поспоро. Рите да споменеме дека Мими го отвори во годинишниот фестивал на Европски филм Синедес, беше прикажан во земјите копродуценти од Пулскиот филмски фестивал и фестивалот во Херцег-Нови. Она што ме интересира, какви беа реакциите? Па зачудувачки од можам да кажам дека нормалната публика, оние што го гледаат до сега филмот во Македонија и публиката во странство некако многу слично реагира и дури подобро го прими од некои професионалци. Така што тоа што особено ме радува и особено ми е кејф што луѓе што не се од Македонија и што немаат никакви, што не знаат за наше општество, ја препозна приказната како нешто што е универзално, така да тоа е супер. Би сакала наредниве минути малку да продискутираме и за македонската кинематографија, која што, коригирајте ме ако грешаме, во експанзија последниот период. Има одлични, автентични филмови, голем дел од нив последниве години се со низа награди, што го поставија своевидно македонскиот филм малку на повисоко скалило. Тоа е обврска плюс веројатно кога се прави и филм. Тоа е обврска, рековте? Обврска плюс, да? Па да, меѓутоа и задоволство сега. Секако да, мислам. Проблемот е што на тие фестивали, до тие награди многу тешко се доаѓа, особено во последниве години, особено од кога почна ковид пандемијата, едноставно апликациите на фестивалите беа од ако претходно беше многу тешко, сега речиси невозможно, беа од 5000 до сега се по 10.000 апликации за например фестивал кој што е Кан, да речеме, или така нешто. Така што кога ќе се случи таков успех, особено од мала кинематографија како нашата, која што вака звучи по габарит делува беззначајно, можеби во светски контекст, е навистина голем успех, меѓутоа тоа се должи на тоа што последниве, да речеме, 10 години се случи промена на генерации. Се обработуваат и современи теми. Се обработуваат современи теми, па тоа доаѓа со промената на генерации. Точно. Млади луѓе работат филмови, имаме многу повеќе жени кои работат денеска филм, за разлика од пред 6-7 години, например. И тоа млади. Така што едноставно кога ќе се случи промена, кога ќе влезе нова крв, обично се случуваат успеси. Доволен мотив е за работа? За креирање? За креирање, па мислам дека ако мотивот за работа ви е да направите филм, вие да влезете на фестивал, мислам дека треба да смените професијата, затоа што едноставно толку многу време ќе вложите од живот, што навистина треба да го сакате тоа што го работите и да навистина да ви интересира приказната или темата која што сте одбрала. А ако се случи некаков меѓународен успех, тоа е само бонус. Имајќи предвид дека се поквалитетни филмови излегуваат, како и каде би сакале да го видите македонскиот филм, да речеме, генерално за 10 години од сега? Па за 10 би кажал дека она што може да се подобри е да имаме стабилен буџет за филм во држава, бидејќи секогаш цело време се менува.
се менуваат влади, се менуваат и културните политики. И обично често пати културата е на маргините и често и обично кога треба да се крати филм, бидејќи буџетите на филмовите звучат толку помпезно, често пати се крати државниот буџет за филм, што е штетно за нашата кинематографија, особено за земја која само пред 2 години имаше 2 номинации за Оскар, например. И тоа само говори колку може, дури еднаш во 10 години ако успее, колку може тоа да направи за културна афирмација на земјата. Дека филмот е таков медиум едноставно. Кои се очекувањата од Мими? Очекувањата се, ја би сакал што повеќе луѓе да го гледаат. И едноставно ако некој отиде во кино и после тоа има тема на разговор вечерта после филмот, ја би бил пресреќен. Да, сте завршиле работа. На што работите во моментов? Во моментов промовирам филмот. Добро. Што ми исто така. Креативните мисли некада се насочени? Се, меѓутоа мислам дека треба малку да помине време, бидејќи навистина многу време вложи во овој филм, многу енергија. Особено овој период изминатите 2 години какви беа, така што ми треба малце можеби одмор и ќе продолжам понатаму. Дали може ние да договориме за месец дена од сега следно гостување во Македонија на утро и да ги сумираме впечатоците и на публиката? Може апсолутно. Зашто да не? Даријан, благодарам за денешното гостување во Македонија на утро.